Штипскиот ултрамаратонец Жикица Ивановски е победник на стандарден маратон во должина од 42 км што се одржа во градскиот парк во Скопје. На маратонот учествуваа 30-тина надпреварувачи од Македонија и Србија. Во средината на април Ивановски ќе учествува на ултрамаратон во Турција. Таму во Турција треба да се поминат со најбрзо време 130 км. Младите фудбалери на Осогово се победници на 8-миот меморијален фудбалски турнир Драганица Куп, откако во финалето ја совладаа екипата на Академија Пандев Постолов од Штип со резултат 2:0. Женската фудбалска екипа на Кочани успеа како гостин со двата гола на Афродита Салихи да ги совлада Конзули во Битола со резултат 2:1. Младо Сиднина С, која како домакин играше во Кочани против Топ Гол од Куманово, победи со 3:0. Футсал прволигашот Мал Ајакс загуби уште една средба. Во борбата за опстанок со екипата на Црна Река, Мал Ајакс загуби со 6:7. Минимални се шансите за опстанок на Мал Ајакс, а се разбира дека тоа е лошо и за малиот фудбал во целина во Штип. Екипата на Баби беше убедлива против Карбинци, победувајќи со 4:0, додека Напредок Здравје во финишот забележа победа на тркање со 3:2. Во македонска Каменица Саса ја совлада Плачковица со 1:0, во Штип Брегалница Голак беше подобро од својот домаќин на Стибо и победи со 3:1. Лидерот на табелата во третата фудбалска лига Исток, Беласица, без никакви проблеми забележа победа во Чешиново на нестоимениот домаќин со 5:1, резултат кој го забележи второпласираната Слога 1934 против екипата на Рудар во Виница. Во Суперлигата на Македонија во ракомет мажи ракометарите на Текстилит загубија на гостувањето во Куманово од истоимената екипа со 28:25 голови. По овој пораз Текстилит се најде на предпоследното место на табелата, но шанси за опстанок има. Пролетниот дел во Суперлигата на Македонија жени почна помалку неочекувано. Средбата за која во Штип владееше интересирање меѓу Кожувчанка и Жито Прилеп не се одигра. Прилепчанки не дојдоа во Штип. За причините тие не ги информира нити службените лица, судиите Јанев и Велјанев од Неготин и делегатот Клинкаров од Велес. Службените лица само составија записник и констатира дека гостинската екипа не се појавила на одреденото време во спортската сала на основното училиште Тошарсов. Кошаркарите на Гоце Делчев забележаа нова победа во гости во Радовиш и ја декласираа истоимената домашна екипа со 70:59 кошеви. Во меѓувреме, додека трае првенството, Штипини треба да се трансформираат во акционерско друштво, бидејќи се на првото место и треба да влезат во Суперлигата, со што екипата подготвена би го дочекала новото првенство во Суперлигата. Во македонското одбојкарско првенство започнаа плей-оф надпреварите. Мавис загуби од Вардар во Штип со 0:3, а екипата на Проби Штип славеше во Проби Штип против екипата на Сушево со 3:0. Во одбојкарскиот шампионат за жени, екипата на Универзитетот Гоце Делчев претрпа уште еден пораз и тоа во Штип. Убедливо, штипските одбојкари се совладени од лидерот на табелата екипата на Форца Волеј со резултат 1:3.